Bože, jaz te ljubam, Isuse, za sekogaš vo moje srce mi vleze vozduh. Ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubav, mir i pobeda vo se. I so radost, kje ti služam, ti si vnatre vo mene. I so radost, kje ti služam, ti si vnatre vo mene. Na kolena pred Isusa, ti malo stado возлюбено. Slava ti, Isuse. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, što si vo moje to srce, što me nauči kako da se prepuštam vo tebe, što mi davaš sila da im prostam na site, da ne osuduvam se koja misla da je pokorna na tebe, da go stavам шлемот на спасението, штитот на верата, дека ти се грижиш за мене и да чекорам да го ширам евангелијата на мирот. Ти благодарам што и денеска сум овде. Ти зборува низ мене, нека дека секој збор ги допре сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе повикаат со сето своje срце, со сиот свој разум, со сета своја душа: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми за простувањето и простете им ги вие гревовите, ако вие им ги простите гревовите, ако им ги простите. И вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Што треба вие всушност да простите? Па то покажува дека вие сте себелюбиви, себе сака, себе залюбени, возгордеани, не простуваш, ти бараш Господ да ти прости. Те сакам, Господи Исусе Христи, тоа со неосудувањето во Македонија е потешко, бидејќи имаме еден систем каде што 4 сатански трна и повеќе притискаат од сите страни да се обезличи, избрише она што е запишано овде: Македонец, кој ме молеше и ми велеше, дела 16:9, дојди во Македонија и помогни ми, а неговото слово не се брише и не се враќа празно. Така да тоа не може да се избрише. Но е тешко, бидејќи народи постмакедонски идентитети, заробени во сатански стратегии, континуирано продолжуваат да се спротивставуваат, да станат борци против Бог, да одредуваат кој си ти и што си. Ти самиот за себе си имаш слободна волја, можеш да одредиш да бидеш што сакаш, но не можеш да им забраниш на македонците да бидат македонци затоа што Исус не запишал. И тоа е категорија која е од него запишана. Ке изберам народ што ќе го прослави моето име. И потоа апостол Павле го сонува македонецот. И таа е таа суштина која е важна. Ако се откажам јас од тоа, се откажувам од Исуса Христа. Можам да се откажам од Македонија само за Исус, да бидам Исусов. Но не затоа што сатански стратегии ме тераат да излезам од законот на љубовта. Исус Христос е цар на македонците. Зошто? Па затоа што не запишал и именувал. Ние славиме земни револуционери и цареви кои се минливи. Ние зборуваме за Исусов цар. Еден ден Исус им се обрати, Лука 17 глава, на своите ученици. Искушенијата што наведуваат на грев, искушенија што наведуваат на грев, секогаш ќе има. Но тешко на оној преку кого доаѓаат. Подобро би било да му врзат воденички камен околу вратот и да го фрлат в море, отколку да наведе на грев некој малечко. Па така он те наведува на грев сега. Те тера да земеш како израелците пушки да се бориш. Сака да ти ја земе земјата, ти го забранува името, ти забранува јазикот, ти забранува култура. Околни народи ти велат: не си ти не си. Јас сум во Исус, тоа што сака тој. Македонец сум во Исус Христос. Тој е човек кој го повикува Исуса во Европа.
го запишал, го именувал. И сега не треба да се славиш сами од себе си. Треба Исус да го прославиш. Значи, внимавајте на себе. Само со Исус може да се победи сатанската стратегија. Ако ти сгреши братот, укори го, па ако се покае, прости му. И секојдневно работам со луѓе. Луѓето стануваат се подиви, се помалку имаат чувства во срцето и сомилост. Сите сакаат да бидат над другите. Нема љубов, те лажат. Пазете се од луѓето, вели Исус. Пазете се од луѓето. Пазете. Ако ти сгреши братот, укори го. Па ако се покае, прости му. Видете, секојдневно имаш дури и 7 пати на ден ако ти сгреши. И секој пат дојде кај тебе и ти рече се каам, прости му. Му простуваш кога се кае. Кога продолжува да грешиш, ставаш ограда. Му велиш, јас сум во Исус, немој да правиш зло, ќе ти се случи нешто. Се заканува дека ќе убие некого. Јас му велам, јас сум во Исус, немој да се закануваш. Немој да се закануваш, синко. Него лути Исуса, влегуваш во тоа што го помислуваш за другите, тебе ќе ти се случи. Апостолите го замолија Господ Исус, големија верата во нас. Видите, верата е важна. Штитна вера. Исус им одговори, ако имате вистинска вера, каква е таа Исусова, колку едно синапово зрно, така почнува верата, го посадуваш. Верувам во Исус. Би можеле да и кажете на оваа црница и скорни се и пресади се во морето и таа ќе ве послуша. Ние го имаме како тоа оклоп Божји, оружје Божје, го зборувавме. Штит на вера. Што е тоа? Па верувам дека Исус е со мене. И што и да правам, Исус е со мене. Верувам, не се колебам, не се сомневам, не се плашам. Исус е со мене. Мојот татко е семокниот Бог. Што има јас да се плашам? Јас сум се доверил во Него. Пазете, ние го имаме тогаш и она штитот на праведноста. Негова е правдата, не судам јас. И го ширам Евангелието на мирот и појасот. Да го стегнам појасот на Исус. Се држам за Исуса. На ништо друго не се држам. Замислете си дека имате слуга, тоа сум јас и вие, кои сте го пратиле да ора или да ви ги пасе овците. Да ги раниш со духовна храна, кога ќе се врати од полето, дали најпрво му велите седни бргу и вечера и нема ли најпрво да му заповедате да подготви вечера за вас? Ние зборуваме за извршување на задачите, за извршување на љубовта, да се препаше со Евангелието, со Исус, да му заповедате да подготви вечера за вас, да се препаше и да ви служи, па дури потоа да јаде и да пие. Не се грижете за тоа што ќе јадете или што ќе пиете и што ќе се облечете. Зар му должите благодарност на слугата што ја врши вашата заповед? Апостол Павле вели, тешко мене ако не ја вршам. Христијанството е обврска да се промениш и да работиш за Царството Божјо, да го бараш Царството Божјо. Вие сте во слична положба ако го извршите сето она што ви е заповедано. Што ви е заповедано, па да ги љубите сите. Можете само да кажете, ние сме само слуги кои си ја вршат својата должност, свесни дека за тоа не ни следува никаква пофалба. Кој се фали со Господ да се фали. Одиме сега благодарни и неблагодарни луѓе, должноста на еден слуга. На својот пат кон Ерусалим, секој од нас е на тој пат. Исус минуваше по должината на границата меѓу Самарија и Галилеја. На границата меѓу духовното и сатанското. Токму кога влегуваше во едно село, го пресретнаа 10 заболени од лепра. Застана на известно растојание. Повика, Исусе, Господару, пазете, Господар, собственост. Дали си ти во собственост на Исус или си себе собствен? Во приватна собственост. Не, јас сум во духовна собственост на Исус. Не сум ни во државна, ни во приватна. Во духовна собственост сум на Исус. Имај милост према нас, Господар. Исус ги погледна и им рече, милост сакам, а не жртви.
Исус ги погледна и им рече: одете на преглед кај свештениците. Да го сватиш ова како иронија. Зошто тие не ве исцелија е прашањето. Одете на преглед кај свештениците. Слава ти, Господи Исусе Христе. Додека одеа таму оздравеа. Пазете сега. Еден од нив, кога виде дека оздраве, се врати кај Исус, славејки го Бог Отецот на сиот глас. Падна ничкум пред Исусовите нози и почна да му се заблагодарува. Дали го правиш ти тоа? Тој беше самаријанин, не израелец. Тогаш Исус рече: зар не исцелив десетмина? Каде се останатите 9 души? Ниеден од нив не се врати да му заблагодари на Бог Отецот. Освен овој тугинец. Евреите и самаријаните не се мешат. Евреите мислат израелците дека самаријаните се нечисти. Пазете, не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Пазете, потоа Исус му рече: стани и оди си, твојата вера те исцели. Значи, верата исцелува. Но тоа значи штитна вера, да не се сомневаш. Ти се доверил на Исус, Исус ја предава Македонија во твои раце. Ти да се грижиш за нас, да ги скратиш дните заради избраните кои се молат. Те молам за двете заедници, сотрудници, и глувите и слушните. Остави се земно и врви по мене. Ни вели Исус. Остави се земно и врви по мене. Да оставам се. Пазете сега. Како да оставам се? Зошто да оставам? Што ти е тебе, Исус? Морам ли да оставам? Што оставам суштински? Што треба да оставам? И Петар вели: ние оставивме се, му вели на Исус. А потоа мајката на Завеедевите синови бара тие 20 да седнат од десната страна во Царството Божјо. Се уште имаат желби, имаат своја волја и замисла. Потоа Петар 3 пати се одрече пред Петел да запее. Потоа 3 пати се откажа Петар од Исус. А рече: ние оставивме се. За да се види дека не оставил се. Не се оставил стариот грешен себе си. Тоа е тоа што треба да го оставиш. И сега одиме на друго. Исус вели: јас сум Господар. Пазете, Господар, собственик и на саботата. Имаме денови, вчера ми се јаво еден благовест било, се јаде благо, богојавление било, ова било. Јас ви велам, пребивање во Исус, благовест е како Исус живее во моето срце и богојавление ако Исус се јави во моето срце, инаку не е ништо. Не си во кино и театар, си гледаш представи, обредни ритуали, обреди. Јас сум Господар и на саботата. И сега, овој човек не е од Бога. Видите што му велат на Исус. Бидејќи не ја почитува саботата, саботата на помош. Јован 9:16. Исус е на помош. Исус е на помош. Ние зборуваме за служење на Исус, не на денови. Сотрудништво, работа за Царството Божјо и Исус. Работа, што значи тоа? Па евангелијата на мирот го шириш и добиваш мир, носиш мир. Додека сум во светот, јас сум светлината на светот, вели Исус во Јован 9:5. Светиш во светот, дали светиш со Исусовата светлина секој ден, освен во сабота, не и во саботата. Те сакам истина. Остави ја темнината, биди светло на свекник, жив камен во Исусовата црква. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зборува за духовно заедништво.
А тие се однесуваат во згради, мислат дека е. Да прогледаат оние што не гледаат. Да станат слепи оние што самоуверено мислат дека гледаат. Јован 9:39, Исус им кажува. Мислиш дека гледаш, знаеш, спасен си, цитираш, поучуваш, не ја живееш Исусовата љубов. Тие говорат, а не извршуваат. Тоа те возгордејува. Еднаш спасен, за секогаш спасен, по благодат сме спасен, не треба ништо да правиме, Господ едни направил лоши, едни добри. Исус е на помош. Самоуверен си, мислиш дека гледаш, дека знаеш, дека си спасен, всушност јадеш се уште од дрвото на познанието на доброто и злото, не ја живееш, а не ја живееш, односно извршуваш љубовта Исусова. Самоуверен е едно, самоуверен и верен на Исус е сосема друго. Тоа значи доверен, поверение, доверба. Имам верба, штитот на верата. Ништо нема да ми се случи. Шлем на спасението, секоја мисла е покорна. Да бевте слепи, немаше да бидете виновни, им вели Исус. Но штом тврдите дека гледате, тврди дека гледа, останувате виновни. Јован 9:41. Исус им го вели тоа. Тие што мислат дека се спасени, дека знаат, фарисеи, садукеи, а не ја живеат, не ја извршуваат љубовта. Остави се земно. Што е тоа? Па себе си, својот ум, своите желби, постапки и препушти се на Исус, на Духот Утешител да те води, да те учи и обликува и се да ти објасни. Кога тој ќе дојде, се ќе ви објасни. Кога тој ќе дојде, ти ќе викаш: Ава, Отче, татко мој. Кога тој ќе дојде, Духот во твоето срце, ти само Исус ќе го славиш. И нема да викаш зошто да не славам. Па не знам, слави ако сакаш. Напомош саботата, или напомош Исус, или напомош благовештение, или напомош не знам што. Денот не може ништо да ти помогне. Само Исус помага. Ако е благ во твоето срце, ако те заблажил, јас сум добриот пастир. Добриот пастир. Имаш и лош пастир. Тоа е сатаната кој те води таму во пропаст. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Јован 10:11. Исус го дава својот живот, го даде својот живот. Дали ти ќе го дадеш својот живот за овците? Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува. Замислете кога ќе дојдат крајни времења. Дали ќе се откажете од Исус да се спасите вие, или ќе отидете во гибел како сите апостоли? Како сите апостоли, апостол на Исус Христос подразбира комплетно препуштање, комплетно управување. Духот да те води, треба да бидеш послушен, да ја извршуваш љубовта како овца кон овчарот. Он те води по тесната патека, Исус, која води кон животот. Добриот пастир, не се водиш сам себе, самоуверен како козата. Значи, козите и овците се одделуваат. Козата оди каде што сака, овцата по својот пастир го познава неговиот глас. Јас сум вратата, вели Исус. Секој што ќе влезе преку мене, ќе се спаси. Јован 10:10. А ти не можеш да бидеш, да го знаеш патот сам, да си спасен. Исус е вратата. Само преку него се преминува во духовното царство. Инаку остануваш во материјалниот свет. Влез и спасение во Исус. Овца која е водена од пастирот. Исус вели: јас ги познавам моите овци и тие ме знаат мене. Јован 10:14. Дали го познаваш Исус? Не е тоа само во умот, си го видел на некоја фреска или на некој филм. Одиш таму како некоја опера или од театар или на фудбалски меч да гледаш. Да го познаваш Исус значи
он во духот со Отецот да живеат во твоето срце, синко човечки. И ти тогаш нема да се жалиш, ти тогаш ќе го шириш Евангелието на мирот, ќе се бидеш препашан во Исуса, ќе имаш штит на праведноста, нема да ја бараш својата правда, ќе имаш штит на вера, нема да се сомневаш, ќе го извадиш мечот на духот и ќе изрекуваш живот на секаде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Јас ги познавам моите овци и тие ме знаат мене. Познавање на Исус е комплетно соединување, послушност, покорност, доверба, љубов, растење во љубов, родење во љубов, остави се земно, синко човечки. Но што е тоа земно? Па ти си тоа земно, стариот, самоуверен, горд човек, кој не ги врзал бедрата на својот ум, го нема ставено шлемот на спасението и секоја мисла не е покорна на Исус, тој си мисли вака ќе направам, така ќе направам, ако направам вака, ако направам така, ништо нема да направам. Исусе, шлемот на спасението. Се можам со Исуса Христа кој ме крепи, ми дава сила. И врви по Исус, како овца по овчарот. Пазете го овој стих, Јован 10:17. Исус, тогаш ќе има едно стадо и еден пастир. Едно стадо и еден пастир остави се земно. Кој на земјата во земните цркви создал материјални цркви, заедници, повеќе стада? Кој ги создаде? Господе Исусе Христе. Оние што само уверено мислат дека гледаат, тие се слепи, ги води духот на овој свет. Оти само ако Исус те води, ти прогледуваш во него пастирот и овцата. И ние сега имаме попис, мирни во името на Исус, мирни! Ние имаме попис, се испотепаа колку вакви христијани, колку такви, сие се именуваат со други имиња и една цела графа, без разлика, што може би кучињата лајат, Исус си врви. Песот се враќа на својата блуеница. Мирни во името на Исус! Песот се враќа на својата блуеница, свињата се враќа во калта. Пазете, една група голема, 100.000, не знам колку се пишале христијани, и рипнаа заедниците, што имаат своји земни имиња. Како може, не се наши, вакви се, чии се тие? Па на Исус Христос, овде пишува христијани. Тогаш ќе има едно стадо и еден пастир, мирни во името на Исус. Јован 10:17. Јас ги познавам моите овци и тие ме знаат мене. 10:14 Јован. Сето тоа Исус го зборува. Си ја штитат територијата песови. Одат по Исус, послушни се, не се самоуверени и мислат дека гледаат, дека знаат, самите го знаат патот. Остави се земно. Остави се земно. Ти вели Исус. Например, самоувереноста и твоите мисли, твоите желби, секоја мисла да е покорна на Исуса Христа. Шлемот на спасението. Јас дојдов на овој свет за да го извршам судот, да прогледаат оние што не гледаат, а да станат слепи оние што самоуверено мислат дека гледаат. Јован
9:39. Исус го збори. Мисли дека гледа, мисли дека е спасен, мисли дека е христијанин, се именува со друго име. Кога некој ќе му рече дека му припаѓа Исус, вика каде е тоа? Заедништвото со Исус е духовно. Не е телесно. Еден дух, едно тело во духот. Остави се земно. Синко, самоуверените мисли да ги оставиш, кои те заблудуваат. И биди овца која го познава, љуби, следи и слуша Исусовиот глас. 10 Јован 3:4. И Исус ќе те изведе и поведе низ вратата, низ портата на спасението. О Исусе и само Исусе. О Исусе те љубам и само Исусе и само Исусе. Зголемија верата во нас, му рекоа апостолите. А Исус им вели, ако имате вистинска вера, значи има и лажна вера. Само колку едно синапово зрно. Што значи тоа? Па да се оставиш себе си, да се препуштиш, да се претопиш, да му дозволиш на Исус, да му ги дадеш клучевите од твоето срце, да те учи, да те обликува, да победуваш во љубовта. Остави се земно. Остави се себе стариот. Остави се на крстот. Облечи се во Исус, црпи од него сила, облечи се во љубовта. Промени се во љубовта. Духовно родение во љубовта. Движењето низ Исус е низ него, тој е во твоето срце. Духовно е заедништвото. Црквата не е зграда и земна регистрација, туку духовни сотрудници, живи камења, чии имиња се запишани каде? Не во пописот овде фалсификат во Република Македонија. Во Божјото царство на небесата, ако ти му веруваш, му служиш, работиш за царството Божјо, си сонаследник, сотрудник Божји, син Божји, кој го води Духот Божји, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, оставам се во твоите раце, земните заедници, глувите и слушните сотрудници, македонска земја и се што имам. Исус напред, ние по него. Тогаш ќе има едно стадо и еден пастир, запишани во Божјиот катастер, во Божјата книга на небесата, зашто Исус живее во моето и во твоето срце. Амин. До Божјо царство небесно. Христе Боже, јас те љубам, и јас те љубам, Исусе. Бегај од нас Сатана во името Исусово и не враќај се повеќе. Надвори не враќај се повеќе. Го врзувам Сатаната и сите демони што се нафрлиле врз секого од нас. Допрете се до срцето, Исусе, дојди во моето срце. Им забранувам да се вратат, ги изгонувам. За секогаш, Исусе, на секаде, Исусе, во секого, Исусе, на секаде, Исусе. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се, и во радост ќе ти служам, ти си внатре во мене, и во радост ќе ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено, на
na kolena pro Isusa, ti malo stado Isusovo za sekoga.